Па самата оставка само по себе мене изгледа искрено, мислам од аспект на тоа дали ќе се случи, тоа е неминовно да се случи, се случува. Во прашање е сега процедурата. Како ќе се направи, бидејќи тоа што се разговарало последниве денови, вчера, завчера на извршниот комитет треба да биде потврдено, односно изгласано на Централниот комитет. Таква е процедурата во согласно статутот на партијата. Тамо треба да се отвори вратата и да се организира тој вонреден конгрес кој што веќе дата најавија 23 декември. Таа е најавена, треба да биде, како што реков, потврдена. Не е, значи тоа не е согласно статутот, таа одлука не ја носи извршниот комитет, туку Централниот комитет. Дали ќе се обиде да стави, тоа е во најмала рака, сите го очекуваат, мислам. Не треба да има заблуда дека ќе има обид да се постави свој човек како продолжена рака или марионета или каков сакате земете синоним за човек кој што ќе има континуитет. За разлика од тоа, нашето барање, нашето инсистирање и целата нашиот фокус е кон тоа да има континуитет на партијата, а дисконтинуитет на груевизмот. Тоа значи да се расчисти со одредени политики, да се исправи правецот кој што се загуби во последниот период, при тоа да се задржи кохезијата, единството на членството и на тоа да се надогради и да се затврсти уште повеќе. Тоа е навистина тешка задача и веруваме дека тоа може да го направи само човек кој што во никој случај нема да биде тоа што се најавува, а тоа е марионета на досегашниот претседател. Тоа би било поразително за партијата, ќе биде спротивно на се оно што сите од нас очекува да го направиме во следниот период, а тоа е да се промовираме во една модерна европска демократска десна сила. Последните случувања можеби се поводи, причините се многу подлабоки, многу подолготрајни, мислам. Овој момент се надоградуваше и созреваше многу време. Да речем условно од кога започна таа политичка криза пред скоро поминаа 2 години, речиси. Сите фактори укажуваа на тоа дека ќе дојде до овој момент. И токму затоа ние започнавме нашите иницијативи, свесни за дека би дошло до тоа и дека континуитетот на таа политичка криза за нас ќе биде само еден дополнителен товар кон вистинско демократизирање и реформирање. Дали можеби некој од вашите, односно од иницијативата за реформи на ВМРО-ДПМН ќе се обиде да застане на челната позиција на ВМРО-ДПМН? Нашата цел примарно е, како што кажавме и затоа останавме во рамки на партијата и во рамки на телата на партијата, примарната цел е реформите за кои што се застапуваме и кои што ќе се случат и ќе се продолжат без разлика на што и да се случи. Дали ќе настапиме, како ќе настапиме, впрочем сите прашања околу оваа нова ситуација, бидејќи дојде многу скоро, се случи вчера, ќе ги анализираме и ќе ги презентираме и заедно ќе носиме заклучоци на седница на Републичкиот штаб за реформи, што ќе се одржи на 17 декември, кога ќе излеземе и со официјални ставови. Кај нас имаме целосна демократија, секој има право има различни мислења, нормално и за нас е прифатливо. Ќе ги слушнеме сите и заеднички ќе донесеме најдобрата одлука за која што ќе сметаме дека сите ќе застанеме зад неа.